Обвинителството отвори предмет за енормното загадување на водата во Струга. Инспектори од Правосудна полиција, од Министерството за животна средина и од Агенцијата за храна и ветеринарство ќе проверуваат кои се причините за огромното заматување на изворите кај струшкото село Шум, поради што цела Струга веќе 5 дена нема исправна вода за употреба. Основното јавно обвинителство Струга оформи предмет за да се испитаат причините и евентуално сторени кривични дела против животната средина и природата. Во координација со МВР Струга издадена е наредба за Правосудната полиција да изврши увид на локација во селото Шум, каде се сместени изворите, од кои подрачјето на градот Струга се снабдува со вода за пиење. При увидот треба да бидат присутни и надлежни инспекцијски служби од областа на животната средина, од Агенцијата за храна и ветеринарство, како и од Центарот за јавно здравје. Ќе бидат преземени и други действија на проверки. Првичните сознанија од терен се дека таму се вршени ископи, но зашто точно станува збор ќе покаже истрагата на надлежните органи, вели директорот на Струшки водовод кој од морални причини си поднесе оставка. Ќе остане на функцијата додека градоначалникот не назначи нов раководител. Жално и болно, ова не се дешава за овој период. Копано е во подолг период. Се правени некои таму захвати, кој не е интервенирано многу порано. За да дојде нешто проблем, треба време. Органите тоа треба да се кажат. Ја не може да кажам паушално, сепак е тоа мора граѓевински институт за земјотрес, за рударство, тоа да се биде официјално. Во меѓувреме од Министерството за животна средина велат дека на терен се службите кои истражуваат како и зошто се вршени ископите и дали станува збор за легален или нелегален каменолом. Ја не знам дали е тој легален или е нелегален, секако до извори концесиите ги дава Министерството, порано беше за економија, сега Министерството за рударство и енергетика, практично и минерални суровини, они се информирани, тој е Државниот инспекторат за рударство и енергетика и мислам дека ќе следи заеднички надзор за да се види точно на која локација дали е легална локација или е нелегално ископување. Има повеќе таму прашина, меѓутоа овде дојдено до заматување веројатно со физички некои действија таму, црвеница, некои ископување минерална суровина, али пак треба стручните служби, хемичари, технолози да си го кажат последниот збор. Да. Стружани велат градот лежи на две води, а со овој горлив проблем маки мачат години наназад. Проблем е водата, го сеќаме дома се, поготово овие денови, така да дополнително се изложени на трошоци да купуваме вода и покрај филтери што имаме. Ше е таква водата, не е чисто. И така ќе си остани до крајта. Не интересува никој, само земат пари и готово. Загаденоста на водата во понеделникот беше околу 30 пати повеќе од дозволеното, или 28,56 единици. Во средата 10,17 и денеска 7,33 од дозволени 1,5 единици.